Работивме 2,5 години ево. Ние страдаме. Ovo mi je втор пат во неделата дека се чекам, пола сат негде. Па се вајде одлучив да не чекам јас идов пешта факултет, ама да, лошо е. Не е известно, не знам дали ќе стигнам и да чекам или да не чекам. Зошто веќе подолго време граѓаните на Скопје немаат функционален градски превоз? Доцнење на автобуси, чести дефекти, метеж во сообраќај и тотална дисфункционалност. Имам 2 сати, некогаш чекано 19-ка. Имам закажано термин у војна болница, ме најде 12 сатот за време на терминот чекајќи. Јас немам можности за такси. Ја жалам картата војмесечна ја платив за автобусот. Два превоза ми треба. Едниот превоз ќе го одам пешки, знам дека нема да го најдам, барем 2 седмица до путел. Во 2012 година возниот парк во Скопје броеше речиси 350 автобуси. Денес функционираат едва и 200 возила, а на некои правци има доцнења од најмалку 30 минути. Се надзира зимскиот возен ред, а со тоа и потенцијален недостиг од 100 автобуси, каде што околу 25.000 граѓани се оставени на цедило, а поплаките за доцнење и влошување на услугите се зголемуваат секој ден. Еве како изгледа градскиот превоз во Скопје. Хаотично. ЈСП Скопје се соочува со високи трошоци, неисплатени субвенции и неможност ефективно да ги наплати билетите. А најново, проблемот со недостиг на гориво кулминира со целосни оперативни колапси на клучни рути кои го оставија градот во целосен метеж. Во моментов, просечната старост на возилата е 12,5 години. Понови се само 33 автобуси, а останатите до сега имаат поминато километража од над 1.000.000 километри по возило. Дефинитивно од понеделник навака. Само влошува. Не знам како би функционирал градот на овој начин. Добро, да, автомобили и се тоа, ама прво загаденост, второ не секој вози. Оптимист сум, мислам дека да, само не знам кога. Поради нефункционалноста на градскиот превоз, граѓаните се соочуваат со секојдневни проблеми. Но и покрај оваа состојба, надлежните уверуваат дека проблемот ќе биде решен. Во меѓувреме, владата на вонредна седница донесе одлука да се вклучи во решавањето на проблемот со ЈСП. Донесена е одлука со која се утврдува постоење на кризна состојба во снабдувањето со топлинска енергија на подрачјето на град Скопје, со што се овозможува да му се позајмат на градот Скопје дел од нафтените резерви на државата.